Секоја година расте бројот на разводи. Сериозни последици се забележуваат кај децата, кои во своите домови се сведоци на кавги. Имаат 30% поголеми шанси да развијат проблеми во однесувањето од другите деца, кај кои најчесто се јавуваат психолошки проблеми. Од детската амбасада меѓаши сметаат дека и по разводот родителите треба да останат во коректен однос, бидејќи никој не може да го замени местото на родителот и нивниот однос најмногу влијае на децата. Бидејќи родител е нешто што не е променливо, и двајцата партнери се родители на тоа дете, и двајцата треба да се договараат за сите оние прашања кои што се важни и значајни во понатамошниот раст, развој, воспитување на детето на еден соодветен, коректен начин и комуникацијата да биде на тоа ниво, макар и само за детето. Психолозите напоменуваат дека секоја стресна ситуација прави промена на личноста. Според Мирјана Јовановска-Стојановска, разводот е еден од највисоко проценетите стресови, кои доведуваат до големи промени и штети во животот на родителите и децата. Сметам дека на секој кој поминува низ развод, на секое дете, на сите тие луѓе и возрастните им е потребна психолошка помош за да го пребродат она што поминуваат. Разводот децата не го гледаат така како што родителите го гледаат. Вообичаено децата си ги сакаат двајцата родители. Секој во нивниот живот има свое место, и таткото и мајката. По донесувањето одлука за прекин на бракот, период кој е стресен за целото семејство, родителите меѓусебно треба да се договорат како одлуката ќе им ја соопштат на децата, без да ги повредат и без да ја заобиколуваат вистината. Сепак, значи прашањето е на родителите, без разлика на кој период ќе биде, децата да не бидат излажани, да биде кажана вистината зашто се прекинува брачната заедница во договор меѓу двајцата родители, да не се ограничува видувањето на еден или друг родител, меѓутоа за жал се случува некогаш едниот партнер да не сака да воспостави контакт со детето. Кај децата од сите возрасти, деструктивното влијание на родителските кавги може да се манифестира со високо ниво на агресија, непријателство и насилие, намалена самодоверба, депресија и во исклучителни случаи, суицидални мисли, наведуваат стручните лица. Разводите се случуваат многу често и се последица на губење на довербата и љубовта кон партнерот. Можеби тие повеќе немаат заедничка иднина, но децата ќе ги поврзуваат за секогаш, бидејќи тие се единствено сведоштво за нивната некогашна љубов.